После Броуд Пик, наредната година Анапурна. Може би една од најризичните планини, последно од аспектот на непредвидели лавини. Ова е базниот камп на Анапурна и ова е патеката према базниот камп. Еве како изгледа на ситуација кога дојдовме до кампот 2, кога требаше сите заедно со шерпасите да ги поставиме нашите шатори. Во вакви услови е исклучително тешко, бидејќи се качуваме загреани и одеднаш застануваме во многу ладни услови и тогаш има хипотермија. Ова е патеката на одење према базниот камп и долу може да се видат како точки шерпасите кои што одеа према кампот 3. И еве како изгледа состојба во кампот 2, додека шерпасите се движеа, одеднаш слушнавме една голема лавина и после едно пола минута таа лавина доаѓа кон нас. Меѓутоа, за среќа, тоа беше само лавина од снег и нас всушност не поклопи само правта. Бидејќи во вакви услови нема бегање, значи нема кај да се оди и за среќа немаше лед и дел од карпи во ова лавина. Ние веднаш отидовме да видиме што е со шерпасите, значи шерпасите завлакно ја избегнале оваа лавина и не ги однесе. Така да продолжи нашето искачување. Ова е кампот 3 на Анапурна и ова е 19 часот на 14 април 2023 кога тргнавме према врвот на Анапурна. Значи 2000 метри висинска разлика, бидејќи одевме директно од нискиот камп 3 до врвот на Анапурна и конечно на 15 април во 11:15 часот бевме на врвот. Тоа беше едно можеби најтешките искачувања, до тогаш сигурно беше едно од најтешките искачувања и тука исто како и на К2, посебно во тој дел на траверза, се осеќа мирисот на смртта. Значи, мирис на смрт, нешто несватливо за нас, за нашите сетива. А тоа е нешто што всушност го проаѓаме кон овие искачувања. Ова е процесот на, значи, при качување ни следува еден процес на евидентирање на снимањето и не е лесно. Морам да ви кажам дека не е лесно од рамецот да се извади знамето, да се исправи, ќе има многу ветер. Еве во тој процес и конечно, еве во македонското знаме беше и на Анапурна, на вистинскиот врв на Анапурна. Потоа следуваше еден многу тежок сегмент, а секоја што е спуштањето. Кога се качевме на Анапурна, јас некако мислев дека ги потрошив сите атоми од енергијата што ги имав. И при спуштање бев со Килу беше мој шерпа, му кажав дека ќе мора да одмараме, дека не можам да продолжам и на секој неколку чекори јас буквално паѓа во снегот и одмарав известно време, па ќе направиме 10 чекори и повторно и тогаш Килу, без да ми каже, со радиоврска им кажал на сите околни од тимот дека можеби ќе има проблем со нас, да бидат тука некаде ако може да ни помогнат. Меѓутоа тоа одеше така, падни, стани, седни, одмори и некако јас успеав да се консолидирам, да извадам дел од таа енергија што всушност сите имаме. Сите имаме еден неограничен пул на внатрешна енергија, би кажал резервна енергија, што во еден аутбрст на потреба, што е инстинктивно и еволутивно во нашата човечка, би кажал и животинска природа, тоа исто и животните што го имаат при состојба на опасност, кога имаат невратна снага. Јас на некој начин успев да мобилизирам дел од таа енергија и продолжив. Меѓутоа приметив дека го нема Килу. Почна Килу да заостанува, за да на крај ми каже дека не може да диши, се гуши и на крај продолжив со друг шерпа
килу му помагаат други шерпаси и кога стигнавме во кампот 3, за килу се побара хеликоптер. Значи за мојот шерпа, еден од најдобрите шерпаси што го фиксираше К2 врвот во зимски услови претходните 2 години, значи еден од најдобрите шерпаси беше на работ на смртта. Кога ќе видите дека вашиот шерпа или умира или е на раб на смртта, тоа на некој начин мобилизира многу од нашата скриена енергија. Ова е дел од спуштањето и конечно на базниот камп бевме на безбедно, за да тогаш слушнеме дека тие што останаа позади нас, веќе наредниот ден имаше голема трагедија. Загина Ноел Хана, еден од најпознат ирец, претходно 10 пати успешен на Еверест. Значи еден професионален алпинист, водич, сертифициран водич, загина и остана таму. Имаше уште неколку тешки случаи, евакуации со хеликоптер. И наредно е Нанга Парбат. Нанга Парбат е позната како планина убиец, бидејќи во изминатиот период пред првото искачување на Нанга Парбат имало најголем број на жртви токму на оваа планина и е маркантно искачувањето на Меснер со неговиот брат, кога брат му загине 1970 година, а Меснер имаше тешки смрзнотини, изгуби дел од своите екстремитети, раце и нозе, и тогаш Меснер изјави: ниедна планина не заслужува да се изгуби дел од телото. И тоа е на порака од можеби најдобриот алпинист на сите времења. Овој дел од пристапот кон Нанга Парбат многу различен од Каракорам, кај што бевме на К2, и тука се соочивме со дечиња кои што си живеат тука, во едни многу рудиментирани услови, просто е незамисливо кај живеат. Да не збориме за услови за школување, тоа е буквално преживување. Меѓутоа, кај тие дечиња се гледа радост и интерес во очите, и ова се дечиња што се играат, слично како и нашите деца. И всушност се гледа што е тоа што ги прави децата посебни. Ние во животот имаме одреден пул на енергија, и таа енергија е најголема во детството. Со тек на време губиме од таа енергија, значи ја губиме таа енергија, за да на крај, пред крајот на животот, ни останува помалку енергија, и тоа е причината зошто возрастни луѓе паѓаат во депресија. Значи не може да најдат смисла на животот и паѓаат во депресија. Меѓутоа, добрата работа е што секој човек може да најде сопствен начин на обновување на таа енергија. Значи, повторно стварање на таа енергија. Луѓето што се повеќе во физиката, во тие технички науки, вклучени им е тоа специјалност, подобро ќе го најдат механизамот, меѓутоа тој механизам на обновување и повторно стварање енергија, што можеби Никола Тесла најдобро го прикажувал своевремено, е основа на тоа што го имаме ние во себе. И секој треба да најде начин на кој да ја обновува таа енергија и да го зголеми пулот на енергија. И затоа не случајно и Исус во Библијата има напишано дека во моето кралство има место за тие кои што повторно ќе станат деца. Тоа е едно од објаснувањата на овој концепт. Значи, во животот треба повторно на некој начин да се вратиме во детството и на тој начин да ја обновуваме нашата животна енергија. А што е таа животна енергија? Тоа е наоѓање на убавина во нешто што навидом ни е безсмислено. Гледате, децата имаат радост, среќа, веселба, исполнетост, без причина. И наоѓаат убавина во некои работи кои што од сегашна перспектива можеби не изгледаат приземни или неворед, меѓутоа суштината е да повторно станеме деца, значи добиме второ детство и да ја обновуваме нашата животна енергија преку наоѓање на смисла во безсмисленоста. Бидејќи најсигнификантни се безсмислените навидом работи во животот. Ова е базниот камп на Нанга Парбат.
овде Ганка не беше тој единствен што и фали, бидејќи таа имаше концепт или цел 14 base camps. Единствено, Нанга Парват не ја пуштија, бидејќи 10 години пред ова имаше терористички напад. Значи имаше талибанци од Афганистан, кои што ги убија сите што беа во базниот камп. И за нашата експедиција, бидејќи беше и нимс како познат селебрити, и пакистанската влада ни обезбеди посебно војничко обезбедување, бидејќи ова многу непредвидливо, многу ризично. И ова е искачувањето и почетокот кон таа планина. Би сакал да скренам вашето внимание на ова јаже. Видите колку е затегнато. Планинарите, алпинистите знаат дека на вакво јаже не може да се направи абзал, значи не може да се направи чвор за спуштање надолу. Ова е при искачувањето и снегот беше релативно добар. И ова е проаѓањето низ Киншофер Wall. Тоа е технички најтешкиот дел од сите 14 врва. Ова е тој дел и тој е составен од 3 дела, степ 1, 2 и 3. И тоа беше од технички аспект најтешкото и за мене, меѓутоа и за најголем дел и од останатите. Ова е веќе кампот 3 и повторно ноќе према врвот. Према самит отидовме од нискиот камп 3 директно до самит и повторно сам со себе, во својата самотија, со погледот во себе. Бидејќи колку одиме погоре на високите планини, толку подлабоко навлегуваме во себе и во пронаѓањето на самите себе. Тоа е за мене можеби еден најголемиот бенефит од овие искуства. И конечно во некаде 15 до 12 бев на врвот на Нанга Парват. Тоа беше навистина еден импресивно доживување. Следуваше симнување кое што секогаш е предизвикувачко, една тешка ноќ во која што требаше да се обезбеди спасување. За жал еден пољак загина, кој остана на кампот 4, а ова е шаторот во кој што бевме 5 души. Сабајлево, ако гледате по тој снег бе во вертикала, јас местен и уште 4. Меѓутоа, од толку умор, притисокот на снегот не ми сметаше над шаторот. И сега доаѓаме до спуштањето, бидејќи спуштањето, сите се спуштавме сами. Шерпасите мора да ја собираат опремата, кислород од шаторите, а во тој период истоштеноста си го прави своето. Концентрацијата паѓа и еве како изгледа испуштањето. И ова едно црвено јаже, тука е суштината да се најде на кој јаже да го користим, бидејќи има многу јажиња. И на едното јаже црвено на кое што јас се фиксирав при самото спуштање, за среќа видов дека на скоро пола до 1 метар јажето е скинато. И среќа на време го видов, бидејќи ако не го видам тоа при самото спуштање и толку е, немаше вечерва да се дружиме. Меѓутоа, помина тој дел, се го спуштив Киншофер Wall и дојдов до ова јаже. Во тој момент бев сам, ова е слика на качување, значи на овој дел. Позади мене некаде горе беше само Найла од Пакистан. И јас веќе бев опуштен, бидејќи го поминав најтешкиот дел. И ставив двојно обезбедување на ова јаже, бидејќи не може да се направи абзал, рапел, надолу, што е најбезбеден начин на спуштање. Само што направив 1-2 чекори, бидејќи беше мраз ова, и се лизнав, и тоа беше една вечност. 2-30 метри паѓав со неверојатна брзина, меѓутоа со голема свесност. Паѓав, значи бев во легната состојба, а нозите ги држав малку повисоко за да не се закача на некоја карпа, бидејќи тогаш е крајот готов. И на некој начин одев лево-десно за да избегнам и од карпите што се лево и десно, и на крај само осетив еден многу силен звук на застанување и тожев со затворени очи целиот во прав. Останав неколку секунди, не знаев кај сум, дали сум жив или не сум, и ги отворив очите и само што видов, на јажето имав само едно обезбедување. Едното беше откачено. Просто неверојатно. Просто неверојатно. И тоа е образложението зошто искусните шерпаси викаат секогаш двојно обезбедување. Тоа беше
од физички аспект, мојот најблизок повик до смртта. Тоа беше најтешкото нешто, најризичното што сум го преживеал, и тоа се моментите за кои што немаме образложение. Тоа се моментите во кои што го добиваме чувството на суперсвесност. И тогаш дозволуваме и влегуваме на првиот спрат над нас. Суперсвесноста. И таа суперсвесност, додека се случува сето тоа, е надвор од просторот и времето. Бидејќи според Ајнштајн, теоријата на релативноста, единствена константа е брзината на светлоста. Таа единствена, добро дефинирана константа, и се знае брзината на светлоста, мислам 185 мили или 300 км во секунда, тоа е брзината на светлоста. Останатите параметри се променуваат во зависност од просторот и времето. Суперсвесноста, надвор од просторот и времето, не поврзува со третиот човек. Значи, во овие услови имаше трет човек, што ме остави жив. Тој третиот човек, освен нас и ние кога се гледаме од надвор, сведоци на себе си, тој е третиот човек. Тој човек со кој што воспоставуваме интимна релација. Сите имаме трет човек и тој не чува. Чоју, Кина, границата Кина и Непал, се смета за еден од полесните технички врвови. Меѓутоа, тука имавме проблем со дозволите, бидејќи кинеските власти не се многу мотивирани да овозможат искачување на нивните планини. Ова е влезот помеѓу Непал и Кина. Од страната на Непал е многу рудиментирана инфраструктурата, од страната на Кина е неверојатно развиена. Значи, неверојатно развиено е граничниот премин и ова како изгледа Тибет на над 5000 метри надморска височина. Со ова инфраструктура, со 5G насекаде. И ова е делот према базниот камп, и бидејќи бевме аклиматизирани предходно, продолживме во Роволинг и продолживме према кампот 1. Тука се сретнавме со Джина и Лама. Джина тогаш веќе не беше дел од нашата експедиција и беше во трка и остануваше само уште Шишапагма, и веќе претходниот ден беше на Чоју, а ние одевме према Чоју и тука се видовме на кампот 1 и продолживме према врвот. Убаво беше времето, меѓутоа потоа почна да се наоблачува, за да кога дојдовме пред врвот, на некој начин, дојдовме во комплетно белило. И тука останавме скоро, можеби 2 часа, видливост на 1-2 метри. Не може да се оди никаде и сите останавме тука. Требаше да се враќаме, меѓутоа Нимс, кој што одеше без кислород, дојде позади нас и рече: причекајте, и со неговата војничка навигација, бидејќи тој беше член на специјалните тајни служби на Англија, војнички, предходно, со систем на војничка навигација, тројца од неговите шерпаси успеа да го лоцираат врвот и така дојдовме до врвот. Ова е Чоју врвот. И ова какви услови беше тоа. Значи, ова како изгледаше тоа, ни беше еден бонус. И сите знаевме дека тој врв е од Нимс. И му бевме многу благодарни на Нимс што ни овозможи. И ова е Ана. Ова е Ана, која што и беше 13-ти врв и остана исто Шишапагма. Беше дилемата дали Ана или Джена ќе бидат првите американки на 14 врва. И ова е нашата заедничка фотографија со Елит. Тука го прашав за дозвола Нимс, дали можам да ја употребам фотографија, бидејќи за жал овие агенции се под голем хибриден напад од Грција. И илјадници имат коментари дека не се приве која е таа држава и така, значи Мигмаджи беше шокиран и ме прашуваше што се случува, кои се овие луѓе. Значи, илјадници коментари, и затоа го прашав Нимс дали е во ред. И он вика: brother, go. И
рече дека ќе дојде тука, ќе дојде и Нимс и Мигма. После ова еуфорија, значи бевме неверојатно среќни, добивме бонус самит и еве Шишапагма е 14 од повисочина врав, сметавме дека ќе протрчаме на Шишапагма. Дојдовме до базниот камп на Шишапагма, продолживме, значи во сингл пуш према врвот и дојдовме некаде во длабок снег, многу тешко, и дојдовме некаде од тој рич што го гледаме тука и го гледаме вистинскиот врв. Искрено, јас се видов веќе на врвот и си правев концепт во кој джеп на ранецот ми е знамето, како бидејќи е многу деликатно да се извади ранецот во кој што има кислород и конекцијата со маската, е малку деликатно во тие услови, и веќе си замислив, визуализирав на врвот, готово, и правевме на кратка пауза, падна една лавина, меѓутоа ништо страшно, далеко, за да видиме долу 4 тела. Двајца стана, меѓутоа 2 мртви тела. Едното беше телото на Ана, едното на Мигмар. И беше дилема што ќе правиме понатаму. Нимс беше шокиран. Тоа беше за прв пат да изгуби член на својата експедиција, и не било кој член. Една девојка од Америка, без разлика, сите имаат подеднаков значај, меѓутоа незината видливост во јавноста беше неверојатно голема, во јавноста беше следен секој нејзин чекори, Нимс беше под страшен стрес, бидејќи осеќаше и лична одговорност, меѓутоа во вакви услови никој не може да ни гарантира, и затоа секој си ја сноси одговорност. Исто и во животот. Во животот сите треба да си го износиме крстот. Не може некој друг да ни го носи, да ни носи нашата болка, нашите страдања. Треба самите да си ги износиме и да ја земеме одговорноста. Бидејќи постои од една страна одговорност, од друга страна слобода. Не може да има слобода ако немаме одговорност. И затоа секој си ја зема одговорност. Ова покрана многу дилеми, имавме многу коментари и дававме многу интервјуа глобално. И всушност, ова не враќа на концептот на јапонската цивилизација и култура, која што е многу посебна. Бидејќи знаеме дека Буда се родил во Индија, сега тој дел е во Непал, значи се родил во Индија како најплодно тло, израснал во Кина, како земја подраче со најголем потенцијал за раст, меѓутоа процветал во Јапан. И тоа е цветот на јапонската цивилизација и култура. Суштината на јапонската култура е во тоа што тие наоѓаат убавина во меланхолијата на животот. И го слават паднатиот лист наместо листот на дрвото. Бидејќи во паднатиот лист, во починатиот човек, само ни укажува една насмевка. Листот се смее и ни вика, јас сум и дрвото, ќе се вратам многу брзо. Меѓутоа, ние со нашите сетива не го разбираме тоа. Затоа, јапонците го глорифицираат паднатиот лист.